Добар ден, почитувани, добре дојдовте во најновото издание на Телма Амбуланта, каде добивате совети и препораки за тоа како да го подобрите и сочувате вашето здравје. Има бројни заблуди, односно бројни предрасуди поврзани со карциномот. Зошто се јавува? Кои се најделотворните и најефикасни третмани во борбата против ракот? Радиотерапијата е еден од методите за лекување на малигните тумори. Во кој случај зрачењето, како што е познато меѓу народот, е соодветен третман, ќе ни даде одговор денешната гостинка, доктор Дева Петрова, онколог, радиотерапевт од приватната болница Аџибадем Систина. Добре ми дојдовте, доктор Петрова. Добар ден и ви благодарам на поканата. Големо задоволство ми е да гостувам. Според Светската здравствена организација, бројот на ново заболени лица од карцином во Македонија е 7807. Може ли да се каже дека е рапидно зголемен бројот на лица кои што страдаат од оваа болест во нашата земја и може би зборуваме за епидемија? Проблемот со малигните болести е секогаш актуелен. Значи, може да се каже и така дека е се поголем бројот на пациенти кои што се заболуваат од малигни болести. Меѓутоа, сепак не можеме да кажеме или класично да го употребиме терминот епидемија, кој што обично се користи за пациентите со инфективни болести. Точен е податокот дека секоја година се зголемува бројот на новодиагностицирани пациенти. Особено е значајно меѓутоа дека како напредува онкологијата и радиотерапијата, нели како и хирургијата како модалитети на третман на малигните болести, исто така е точен и податокот дека е и се поголемо преживувањето, значи од малигни болести, тоест имаме современи начини на третман кои што овозможуваат пациентите со малигни болести да живеат подолго. Да речеме, податоците на мрежата на National Cancer Network, значи во Соединетите Американски држави, вела дека во 2019 година, да речеме, во Соединетите Американски држави имаме 1.700.000 на новодиагностицирани пациенти со малигни болести, што е навистина голема бројка на заболени, така и дека околу 600.000 од овие пациенти со малигни болести, значи имаат непосакуван или смртен исход, тоа е значи 600.000 смртни случаи поврзани со малигните болести годишно. Значи можеме да кажеме практично дека еден од најчестите убици во медицината се малигните болести заедно со кардиоваскуларните болести. Кога ќе ги слушнеме сите овие статистики, сосема е оправдан стравот на луѓето од оваа болест и често размислуваат што може да биде причина за појавата на карциномот. Постојат бројни дилеми околу начинот на живот, дали современиот начин на живот ја предизвикува оваа болест. Певе на самиот почеток на емисијата да ја погледнеме првата вистина или заблуда за денес, која што гласи: недостатокот од сон е причина за појава на малигни тумори. Според некои истражувања, современиот човек спие 2 до 3 часа помалку од неговите предци векови наназад. Сега велат намален сон, недостаток од сон, намален имунитет пак причина за појава на болести. Има ли логика сето ова? Па, да, точно има логика. За малигните болести секогаш е актуелно и секој пациент основно што прашува е која е причината зашто јас навистина сум го добил ова заболување. Но за жал тоа е едно од прашањата на кои што ние онколозите немаме точен одговор. Секако дека постојат повеќе различни причини кои што може да доведат до појава на малигните болести, но никој не може да каже дека така е, дека ова е вистинската причина која што доведува до појавата на малигните болести. Значи, во главном факторите кои што доведуваат до појава на малигни заболувања се поврзани со надворешната средина, тоа се екзогените фактори, потоа фактори кои што се поврзани со самата единка, со пациентот, со неговиот начин, стил на живот, она што е многу актуелно во денешно време. Ние велиме дека практично за да се појави една малигна болест, тоа е како кога правите да имате комплетната слика на една сложувалка, мора сите сложувалки да се наместат во точно определена позиција
И затоа велиме дека етиологијата на малигните болести е комплексна и секогаш за да се појави една малигна болест, значи одговорни се поголем број на фактори на ризик. Од оние кои што се познати општо и во јавноста, кои што велиме дека се надворешни фактори или фактори на средината, она што е популарно и кај нас, тоа е факторот на аерозагадување како еден од најчестите причинители. Кој што е многу изразен фактор во да, нашата средина. За жал никако да најдеме начин да се справиме со ова. Тоа е еден од најчестите причинители за респираторните болести генерално, значи и оние немалигните, исто така и за белодробниот карцином. Голем ризик фактор е аерозагадувањето. Потоа одредени други влијанија на средината, да речеме професионална изложеност на одредени штетни материи, луѓе кои што работат во рудници, изложеност на хемиски материи, на азбест, да речеме азбестот како агенс е еден од основните ризик фактори за појавата на малигниот тумор на белодробната обвивка, значи на плеврата. Потоа исто така јонизирачкото зрачење, значи професионалната изложеност може да го зголеми ризикот, затоа се потребни редовни контроли на дозата која што одреден професионалец во тек на работниот век ја прима на дневна база и вкупно. Она што е поврзано со стилот на живот е исто така актуелно, се одредени лоши навики кај луѓето, како што е навиката за пушење. Може ли да го поттикне и забрза развојот на карциномот? Значи постојат повеќе, како да кажам, механизми во настанувањето на одредена малигна трансформација во клетката. Значи има одредени генетски фактори, меѓутоа има и одредени фактори надворешни, хемиски, механички влијанија кои што дополнително значи даваат забрзување на тој процес на малигна трансформација. Бидејќи сите овие хемиски агенси кои хронично иритираат, доведуваат до хронични воспаленија, оштетување на одредено ткиво, да речеме кога го дишиме воздухот, секоја штетна хемиска материја која што се содржи во него ја иритира слузницата на респираторниот тракт и таа е во постојана борба со тие хемиски материи, постојано имаме воспаление, организмот се стреми кон санација или обновување на слузницата и во тие постојани моменти на делба секогаш може да дојде до некаква грешка, при делбата, до некаква мутација и појава на одредена малигна трансформација. Затоа често пати дури и кај жените кога одат на редовни контроли, хроничните воспаленија на грлото на матката се градираат, па имаме например цин 1, цин 2, цин 3, значи се додека не премине одредена промена во некаква инвазивна компонента не добие и не премине во некоја значи малигно заболување како што е инвазивниот карцином на грлото на матката. Покрај овие надворешни, рековме фактори, оние што се поврзани со стилот на живот, се пушењето, начинот на исхрана исто така. Со тој дебелината? Многу важен така елемент, значи да велиме што е здрава храна, што е дефиниција за здрава храна. Често пати ние во ординација велиме кога ќе ја најдете здравата храна, кажете ни на нас, бидејќи денеска речиси така е, не можеме да дефинираме. Секаде постојат ризици. Така е. Важно е значи да биде избалансирана во смисол да имаме разноврстна исхрана. Сите продукти да бидат подеднакво застапени, да не биде монотона храната, да речеме основно базирана на месо или основно базирана на млечни продукти. Значи треба се да има потреба од некакви екстремни редукции во исхраната. Што веќе прават пациентите кои што имаат, кои што боледуваат од тоа? Така е, пациентите да речеме чисто се склони да го менуваат комплетно начинот на исхрана, комплетно да исклучат од исхраната одредени животни намирници. Алкална диета, кето диета и слично. Да, премногу е сложен механизмот на регулација во човековиот организам за да можеме ние туку така да ја смениме средината од кисела во алкална и слично.
така да е доволно да имаат една избалансирана, редовна исхрана, умерена, значи ништо да не е прекумерно, да се одржува телесната тежина, бидејќи знаеме дека и понагласениот масен индекс, значи колку е поголема тежината, се зголемува тој body index, ние што го викаме на калкулација кај човекот, и тоа доведува до зголемување на ризикот од појава на малигни болести, бидејќи и за тоа има одреден основ, бидејќи хормоните кои што се создаваат кај жената во постменопаузата, например, во главном се синтетизираат во масните ткива. И затоа ризикот кај жените кои што се погојазни, значи од појава на малигни болести на дојките и слично, е поголем доколку е поголема телесната тежина. Значи има одредена поврзаност помеѓу хормоналните влијанија и телесната тежина. Така. Многу интересно што во последно време онколозите припишуваат физичка активност на нивните пациенти, но од друга страна има лица кои што живееле сосема здрав живот, ги спроведувале сите здрави животни техники и навики, а сепак заболеле од некаква форма на карцином. Сега тука ќе разрешиме следната дилема, дали всушност малигните болести се поврзани со некој генетски фактор, односно со наследниот фактор. Генетскиот фактор е клучен во појавата на ракот, дали е ова точно? Па, еден од факторите, покрај надворешните фактори, рековме дека може да биде и генетскиот фактор, или она што велиме ние одредена позитивна фамилиарна анамнеза да има кај пациентот. Сега што значи генетскиот фактор? Секогаш во основа на секоја малигна болест е некаква генетска мутација, бидејќи сите контролни механизми во организмот на човекот постојат механизми кои што ја контролираат делбата и развојот на клетката. Доколку дојде во тој, а тоа е еден комплексен процес, и доколку во текот на делбата на клетките дојде до одредени промени или мутации на одредени гени кои што го контролираат тој процес, одредени клетки излегуваат од тој нормален процес на делба, раст и развој, и затоа основната карактеристика на малигните тумори е неконтролирана делба. Значи, практично туморските клетки, за разлика од нормалните клетки, неконтролирано се делат, така е, значи се скратува оној временски интервал на нормална делба, и исто така имаат способност, да речеме, нормалната клетка кога е оштетена, таа оди ја препознава организмот и ја уништува. Меѓутоа, доколку генот кој што е одговорен за препознавањето на тие оштетени клетки не функционира и е мутиран, тогаш тој не може да ги препознае овие оштетени клетки, и тие и понатаму продолжуваат, значи во тој циклус на делба се мултиплицираат, и целокупната таа мутација се пренесува во наредните клетки, и на тој начин доаѓа до создавање практично на една поголема туморска маса, која што на почетокот кога била мала, пациентот не може да ја напипа или да ја примети, се додека не достигне одреден волумен или додека не почне да предизвикува одредени клинички симптоми. Значи да, точно е, еден од факторите за појава на малигните болести се и генетските мутации. Кај одредени заболувања дури се и лоцирани кои се тие гени и мутации кои што се одговорни за појавата на тоа малигно заболување, или го доколку се утврди дека постои тој генетски фактор, таа генетска мутација, дали тоа значи дека лицето што е носител на овие генетски промени сигурно ќе добие карцином? Значи, не може да се каже со сигурност, меѓутоа да речеме еве кај карциномот на дојка, каде што постои кај оние пациенти кај кои што ќе се диагностицира мутација на БРЦА1 и БРЦА2 генот, да речеме кај нив постои за 60% зголемен ризик во однос на нормалната популација која што не е носител на таа мутација. Значи 60% поголем ризик за појава на карцином на дојка, а во исто време и појава на карцином на јајници. Сега, ако вие пресметате дека тој процент на ризик, 60%, значи за било која работа не е малку, а особено тука,
Она што може да се направи, што се советува кај тие пациенти е да речеме да одат на почести редовни контроли, или она што е актуелно да се направи превентивна мастектомија, значи отстранување на местата кои што се ризик за појава на малигна болест, па прават значи превентивна мастектомија или превентивно отстранување на јајниците. Анджелина Джоли ми се чини дека тоа прв пат го направи, тоа беше еден тренд кој што се коментираше, имаше многу за и против околу таа постапка. Да, меѓутоа сепак нели не е тоа го намалува ризикот, но не го исклучува. Затоа е дилемата да речеме дали да се пристапи кон тоа или не. Но сепак намалувањето на ризикот за 60% исто така е значајна работа. Доктор Петрова, да ги поканиме гледачите да се вклучат денеска во програма со нивни прашања. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Денеска зборуваме за причините за појавата на ракот, но во рамки на денешното издание ќе проговориме и за радиотерапијата. Гостинка во студиото е доктор Дева Петрова, онколог радиотерапевт од Аџибадем, Систина. Во продолжение на емисијата да разјасниме уште една дилема поврзана со ракот, а понатаму во емисијата и со радиотерапијата, која што вели ракот не боли во почетна фаза. Дали ова точно, дали навистина пациентите на самиот почеток не чувствуваат ништо? Клиничките симптоми, да, точно е. Најчесто пациентите во почетните стадиуми немаат манифестни клинички симптоми, меѓутоа и тоа не може да биде апсолутна вистина, бидејќи да речеме за нешто, за никаква промена што е на кожата, кај кожните карциноми во почетниот стадиум можете да видите дека нешто се случува. Значи за нешто што е видливо и кога е во ран стадиум можете да го приметите. Но не е тоа случај со останатите тумори, да речеме на внатрешните органи, каде што за да се појави одреден симптом, треба туморот да достигне одредена големина, да врши притисок на соседните органи, за да пациентот почувствува одреден симптом. Најчесто во раните стадиуми, и тоа е она што не е добро, кога е најголема ефикасноста на сите третмани во раниот стадиум, пациентот не чувствува ништо. Затоа постојат тие превентивни прегледи со цел да може да се фатат малигните болести во тек на дијагнозата во најран стадиум, доколку се јавува пациентот на редовен преглед, на тие скрининг прегледи, може и во најран стадиум, и во нулти, и во прв стадиум да се постави дијагноза на малигните болести. Бидејќи раната дијагностика е клучна за преживување. Раната дијагностика доведува еден од условите за комплетно излекување кај пациентите со малигни болести. Но за жал ретки се локализациите на кои што се јавуваат одредени малигни болести, за кои се востановени тие скрининг тестирања, кои што може да доведат до рана дијагноза. Такви се, да речеме, карциномот на грлото на матката, затоа се советува тамо како скрининг тест да се прави ПАП тестот, еднаш годишно или еднаш на 3 години, ехото и мамографијата кај карциномот на дојка. Исто така скрининг тест е тестот за окултно крварење во изметот, каде што рано може да се дијагностицира карциномот на дебело црево, и кај мажите после 50-та година од животот, значи уролошкиот преглед и анализата на простата специфичниот антиген, кои што се тестови кои што може да доведат до рана дијагноза на овие малигни болести. Но да речеме еве за најчестиот убиец во редот на малигните болести, како што е карциномот на белите дробови, нема востановен скрининг тест. Значи не е докажано дека доколку правите вие рентгенграфија на белите дробови или компјутерска томографија еднаш годишно, ќе го фатите заболувањето во рана фаза, тоест овие снимања не оправдале придобивката во смисол на рано откривање на карциномот на бели дробови. И затоа само за одредена групација на пациенти со исклучиво висок ризик, значи екстремни пушачи со подолгогодишен пушачки стаж, да, овој скрининг тест покажал одредени резултати, значи таа нискодензна компјутерска томографија овозможува рано дијагностицирање и имаат некаква добивка од тој тип на тестирање.
Затоа велиме дека добро е бар ова што го имаме како придобивка Така, за да тие се локализации искористи. максимално да се искористи, за да имаме бар за тие локализации на тумори се поголем број на пациенти со рани стадиуми. На подобри резултати. Што не е случај со нашата клиничка пракса. За жал ние се уште добиваме пациенти, да речеме, со карцином на грло на матка кои што се во многу напреднати стадиуми, каде што понекогаш и немате многу што да направите или ќе направите на кратки стази за некој краток временски интервал, бидејќи кога е болеста во напреднат стадиум за кратко време и по спроведениот третман доаѓа до повторување на болеста. Токму поради тоа се потребни вакви здравствени едукации, меѓу другото и на телевизија, да ги вклучиме гледачите кои што сакаат да постават прашање во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката, поздрав до водителката. Благодарам. Сакав една работа да прашам, односно две работи. Едната е во домен на работата што работи докторката, а за едната е малку надвор од доменот. Например, надвор од доменот сакав да ја прашам дали има некакви сознанија, затоа што со тој тип на пациенти таа работи, кој е ефектот од биорезонансната, односно квантната медицина. Знам, се извинувам, тоа не е нешто што е во нејзин домен, но овака, дали случајно има некои сознанија, заради, повторно ќе кажем, природата на работа со која што работи со такви пациенти, дали има некое свое мислење за тој начин на терапија на болестите. Тоа е, значи, првото прашање. И второто прашање. Пациент кој е опериран од рак на простата отстранета преку 5 години, меѓутоа ПСА повторно почнува да му се качува. Како може да има рецидив на тумор кој е веќе, кој што орган е веќе отстранет? Благодарам многу. Тоа се вашите две прашања всушност. Благодарам за вклучувањето во програма. Да, благодарам за прашањата, доста се интересни. Значи, на првото прашање можам да го дадам следниот одговор во однос на квантната медицина. Во светот, кај нас немаме таква пракса, меѓутоа во светот се смета дека значи, таквиот тип на третмани се третмани кои што ја надополнуваат класичната медицина. Значи, тоа се како што е психолошката поддршка, значи друг тип на таква алтернативна терапија се користи, значи има светски пракси, кај нас би велам не е тоа толку експлоатирано и немаме некои вака клинички сознанија какви ефекти може да има. Меѓутоа тоа е комплементарна медицина, значи може да се користи во комбинација со стандардните методи на лекување. Сепак ние како клинички онколози и радиотерапевти препорачуваме да се искористат во прв ред стандардните и значи научно докажани, така е, не дека другите исто може би има одредени научни потврдувања кои што кажуваат дека може да има некаков придонес во лекувањето и од овие алтернативни или комплементарни начини на третман, но сепак број 1 се стандардните начини на лекување. Во однос на второто прашање, точно е вака на прв поглед би се рекло дека нема некоја здрава логика ако органот е изваден, од каде би се појавиле така сега нови клетки кои што потекнуваат од тој орган, меѓутоа затоа служат сите оние превентивни третмани кои што исто така прават голема забуна кај пациентите кога ќе дојдат после операција и кога ќе ги направиме сите иследувања и ќе видиме дека се е во ред и болеста не е проширена ниту на едно друго место. И многу се среќни кога ќе го слушнат тој податок и кога ќе кажеме дека сега треба дополнително покрај хирургијата да се примени хемотерапија или зрачна терапија. Значи, дополнителното објаснување е дека секогаш ние гледаме на тие клинички исследувања што ги правиме, радиолошки исследувања и слично, дали нешто се случува макроскопски, но на микро ниво никој не може да знае што се случува и дали не останала некаде одредена клетка
така е, која што во некој одреден временски интервал нели била во зимски сон и наеднаш ние ги знаеме механизмите, кои се тие механизми кои што сега ја будат таа клетка или дали нашите нормални механизми на заштита закажале, дошло повторно до некаква мутација и повторно клетката се разбудила и почнала да се дели. Значи одговорот би бил дека секако дека има постоела некоја туморска клетка некаде, да, дали локално, значи или што била однесена со циркулацијата во некое ткиво или орган, каде што била во некој сон и сега некој фактор кој што за нас е се уште непознат ја буди и таа повторно се дели и доаѓа до создавање на ново туморско ткиво. Кога е далечно, во некој друг орган велиме се создала метастаза. Ако е локално, велиме дека настанал локален рецидив на болеста. И сега, бидејќи дошло до зголемување на простата специфичниот антиген, значи простата специфичниот антиген е доста вака сензитивен и обично е поврзан со појава на некакви туморски клетки во организмот што потекнуваат од простатичното ткиво. Треба прво да се направат сите клинички исследувања за да се види каде е проблемот. Да речеме магнетна резонанца, основно или уролошки преглед на пациентот со цел да се види дали е локален рецидивот. Доколку е тамо се во ред, тогаш треба да се исследат сите други органи, бели дробови, стомак, нели коски, бидејќи коските се најчесто место на метастазирање кај карциномот на простата и да се дијагностицира дали има навистина некаква видлива прогресија на болеста на некој орган или е само биохемиска прогресија. Некоја клетка некаде лачи нешто, ама ние се уште не можеме да ја визуелизираме. Зависно од тоа дали е локално, дали е далечно или дали е само биохемиска прогресија, ќе зависи каков ќе биде понатамошниот третман. Дали ќе има локално зрачење или ќе дадеме некаква системска терапија. Едно убаво појаснување доби гледачот. Ајде да ги слушнеме прашањата и на следните гледачи што очекуваат да бидат вклучени во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката и водителката. Да сакам да поставам праша. Јас сум опериран на дебелото црево со колостом доле ниското. И сега имам примерно оноа таа хемиска терапија и зрачење. Сега ми се јавува проблем пред 5-6 месеца, осеќам болки доле ниското. Дали тие се, мислам, подносливи, не се кој знае кој со антибиотици, аналгини или нешто, кој пијам смират се моментално, али кога мирувам, пак се јавуваат. И друго, при мокрењето, сега некако отежнато мокрам, дали е од болките или нешто друго. Јас сум со кеса, со колостома имам. За колостома сте. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Да, често пати, значи, кај карциномите на дебело црево, во завршниот дел на дебелото црево, кој што се локализиран или ректумот, постои потреба, кога ќе се спроведе оперативниот третман, да се постави колостома, бидејќи не е можно, значи, да се поврзе остатокот од дебелото црево со аналниот отвор и самата интервенција тоа го бара, за да пациентот може нормално да функционира и често пати кај ректалните карциноми е голем ризикот од локално рецидивирање и затоа како превентивна метода, значи постоперативно во лекувањето покрај хемотерапијата се додава и радиотерапијата. Сега може овие симптоми кои што ги чувствува пациентот бидејќи третманот е завршен, предпоставувам дека се јавува на редовни контроли најмалку на секои 6 месеци, треба да се направи компјутерска томографија на стомакот и на малата карлица, да се види дали е се во ред и по потреба или да се направи ректоскопски преглед, ендоскопски, да се види дали тамо нешто се случува. Ако има нешто, ќе се земе повторно биопсија и ќе се потврди дали е тоа рецидив или не е. Понекогаш тие болки може да се јават и како резултат на присутна фиброза од самиот оперативен третман, од спроведениот зрачен третман, нели како што велиме дека секоја лузна и после обична фрактура или скршеница на промена на временските услови или од време на време боли, значи може да се јави болка и во
предел на сакрумот, на делот каде што бил спроведуван зрачниот третман, но сепак да не се остави само на тоа, мора да се направат контроли, значи да се направи слика и исто така ќе се види ова што се жали пациентот во однос на мокрењето, дали нешто се случува со мочниот меур или повторно, и тоа може да биде поврзано да биде некоја доцна компликација од зрачниот третман, појава на некој цистит или задебелување на ѕидот на мочниот меур како резултат на спроведената радиотерапија. Имам уште еден гледач на линија. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Ве слушаме, повелете. Ајде уште една шанса за гледачката, повелете. Мислам дека се исклучи. Нека се јави повторно, па ќе добие можност да биде вклучена во Телма амбуланта. Би ве прашала околу радиотерапијата. За кои видови на карцином се препорачува, бидејќи не секој пациент кој што е опериран од карцином, кој што прима хемотерапија, исто така применува и зрачна терапија. Еден од начините на третман на малигните болести е радиотерапијата. Таа, како и хирургијата, представува локален начин на третман, за разлика од хемотерапијата, од хормонската терапија, имунотерапијата, кои што представуваат системски начини на третман. Значи, целта на системските начини на третман е да превенираат појава на рецидив на болеста локално, но и далечно, бидејќи се разнесуваат со циркулацијата, додека кај хирургијата и кај радиотерапијата тоа се локо и локорегионални третмани, каде што основната цел е да се на радиотерапијата да се превенира локалното повторување на болеста, а кај хирургијата да се отстрани туморот или регионалните лимфни јазли, каде што би било првото место на ширење на малигната болест. Кога зборам за превентивно, значи мора да кажеме дека радиотерапијата може да се даде адјувантно и тогаш нејзината цел е превентивна, во смисол пациентот е здрав, нема остаток на болест, опериран е туморот и ние додаваме превентивно радиотерапијата за да превенираме појава на локален рецидив. Доколку останала некоја клетка. Така е, но може да биде и палиативна радиотерапијата, значи кога е активна болеста предизвикува одреден симптом, да речем имаме метастази на коските кои што доведуваат до болка кај пациентот или прават притисок се намалуваат ли на ваков начин метастазите? Да, значи со радиотерапијата може да дојде до редукција на туморот, намалување и до контрола на симптомите. Никогаш таа може да се даде, значи исто и предоперативно, како што е случајот кај карциномот на ректум, со цел да се превенира поставувањето на колостома. Значи да можеме да го оперираме пациентот кога туморот ќе биде помал, значи ќе може да се направи убава ресекција во здраво и едноставно да се превенира функцијата на аналниот сфинктер и заради тоа во современата онкологија и радиотерапија се применуваат кај одредени локализации на тумори овие неоадјувантни или предоперативни третмани. Значи може да биде куративна радиотерапијата, како што е оваа адјувантната, значи која што се дава во превентивни цели, или може да биде палиативна, кога се користи само за контрола на симптомите. Основната цел кај неоадјувантната, предоперативно да се направи редукција на туморот, за да се обезбеди безбедна хирургија. Кај адјувантната е да се превенира локална рецидивност, а кај палиативната да се постигне контрола на симптомите. Некогаш дури се дава, да речеме, кај гинеколошките случаи радиотерапија за контрола на крварењето, бидејќи станува збор за тумор кој што е голем, кој што крвари, немате друг начин како да го контролирате освен да додадете радиотерапија, нели колку што е тоа возможно и колку што дозволува ситуацијата, зависно од тоа дали претходно примал радиотерапија пациентот. Бидејќи радиотерапијата е начин на третман каде што не можете толку екзактно само туморот да го погодите, секако дека дел од здравото ткиво ќе прими одредена доза и затоа постојат одредени ограничувања до која доза во одредена регија кај што постојат ризични органи може да се оди.
тие дози се кумулативни никогаш, значи ако еднаш таа доза е примена, повеќе не може да се повторува зрачењето. Но на одредени локализации каде што немаме ризик органи, каде што не сме дозно ограничени, може да се повтори 2 и 3 пати зрачењето. Имаме гледач на линија, да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Повелете. Поздрав до учителката и до вашата докторка што вие гостинка на емисијата. Се работи за еден резултат со снимка на бели дробови. Тоа е една мојата мајка. Дали може да прочитам, да ми слушателката и да ми каже, да ми објасни? Ајде на брзина. На брзина, може. Вака. Ретаге, пулмо, кор. Хронични перибронхиточни промени, паракардиобилазно, бил, ПП, весно, без знаци за консолидација, да. ФК, синуси, слободни, срце, ретаге, уредно. Така се. Значи, можам да ви кажам, имате добар резултат. Значи, имате добар резултат. До ова што го слушнав сега, Така. да, не ме фаќајте за збор, бидејќи не го читам јас лично резултатот, меѓутоа, тоа што вели дека нема знаци за консолидација, значи дека нема никакви знаци за воспаление, за никакви тумори во белите дробови, срцето е во ред, значи нема вода, ФК синуси, тоа значи дека оној простор воздушен кој што се наоѓа помеѓу белодробниот паренхим и белодробната обвивка е слободен и во него нема течност. Така да овој наод е уреден од ова што го прочитав. Нешто да ве прашам. Сум на линија уште. Ова ме бунише кор, хронични перибронхитични промени. Значи, тие хронични перибронхитични промени може не знам за колкава возраст на пациент се работи. За 65. Така, со тек на времето, нели ако пациентот има, да речеме, покачен притисок, па срцето страда. Нема притисок. Нема? Има астма. Астма. Па така, било кои хронични значи болести може да доведат до такви промени како што се опишани на тој наод. Значи не е ништо страшно. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Доктор Дива, ние ќе направиме сега една кратка пауза со еден блок реклами, а веднаш потоа се враќаме на содржината на денешната телма амбуланта. Продолжуваме со содржината на денешната телма амбуланта, каде зборуваме за карциномот и радиотерапијата како метод за лекување на малигни тумори. Гостинка во студиото ни е доктор Дива Петрова, онколог, радиотерапевт од Аџибадем, Систина. Доктор Петрова, во кој случај, на каков начин всушност делува радиотерапијата, односно зрачењето, дали ги уништува болните клетки, односно канцерогените клетки, но истовремено и здравите? Има ли вистина во тоа? Точно е, радиотерапијата се користи во лекувањето на малигните болести, таа делува најмногу, најчувствителни на неа се малигните клетки, но исто така одредена доза примаат и нормалните ткива, кои што пак имаат, бидејќи се порезистентни, не се во постојана делба. За да објасниме зошто малигните клетки се почувствителни, на зрачна терапија се најчувствителни, значи клетките кои што се или ткивата што се во постојана делба. А туморските клетки се во постојана делба, затоа се тие почувствителни, но и нормалните клетки се сензитивни, зависи од ткивото и имаат способност да имаат одредени оштетувања во тек на зрачната терапија, кои што се реверзибилни, значи се обновуваат, тие се минливи, не се некои трајни оштетувања. Значи во радиотерапијата се трудиме трајно да го оштетиме туморот, а да не ги оштетиме трајно здравите ткива. Така да пациентот во тек на зрачењето ќе има одредени несакани реакции. Ако зрачиме дојка, кожата ќе биде зацрвенета, можеби кај жената. Ако зрачиме тумор на женски гениталии, да речеме, може да се јави цистит, воспаление на мочниот меур, но сето тоа се повлекува кога ќе заврши зрачниот третман. Како делуваат? Значи делуваат во главном на ДНК, тие се трајни оштетувања, на повеќе механизми е заснуван принципот на делување на јонизирачките зраци, значи прават јонизација во ткивата, се ослободуваат радикали одредени, кои што ја оштетуваат нели клетката и генетскиот материјал, но во основа на целиот принцип на дејство е оштетувањето на ДНК на туморските клетки, што доведува до нивна смрт.
нивниот генетски материјал да се уништи, тоа е суштината. Ете така, во да не може решавањето значи да се оневозможи нивната делба понатамошна и раст на клетката. Пред да го вклучиме гледачот, само накратко да ја разрешиме дилемата која што е поврзана со радиотерапијата, тело под број 7 да го погледнеме, која што гласи: радиотерапијата предизвикува радиоактивност на телото. Не, Тоа е заблуда. Пациентите Така е. велат зрачење, дали моето тело станува радиоактивно во Така, тој значи момент. ние не внесуваме радиоактивен материјал, значи како што е тоа во случај на исследувања некои со радиоактивни изотопи, тогаш тој изотоп што го внесуваме има одредено полувреме на распаѓање и додека не помине тоа време на елиминација, пациентот е радиоактивен. Така. Меѓутоа во радиотерапијата ние сме само пациентот, тоест е изложен на зрачење, меѓутоа не не емитира никакво ионизирачко зрачење. Ајде да го слушнеме гледачот кој што очекува да биде вклучен во програма. Добар ден. Ало, добар Повелете. ден. Ало, Ве слушаме, повелете. вака е, оперирана сум од карцином на јајник Така. пред 3 години. Сега, немаше уште полни 3 години, ми се појави некоја течност, туморна смеса или туморна течност и повторно бев на хемо. И сега, ми рекоа дека од прв степен. Заболувањето, имав болки, значи болеста ја открив со болки. Така. Имав болки, а после кога бев на операција рекоа дека од прв степен, ама немаше полни 3 години, ми се појави таа туморна смеса. И сега повторно примав хемо и ми кажаа дека е добро да правам редовни контроли и како шо понатаму не. Така, еден совет од докторката. Ви благодарам за вклучување во програмата. Еве ова е еден од примерите кај пациентката дека и кај ранните стадиуми болеста може да се повтори. Значи, да речеме, ако во стадиум 1 е 85 или 95% 5 годишното преживување, сепак постои одреден мал процент на пациенти кај кои што болеста ќе се врати порано отколку тие 5 години. Да речеме, кај стадиум 3 на болеста, 5 годишното преживување е со значително помал процент, но повторно ќе има еден одреден процент на пациенти кои што ќе преживеат 5 години, што во онкологијата, да речеме, е равно на излекување. Така да нема правило, она што велиме, добро е рано да се откријат малигните болести, но сепак понатаму текот на болеста, прогнозите зависат од повеќе фактори, она што збориме од биологијата на туморот најмногу, бидејќи сите тумори се различни колку што сме различни и ние, бидејќи никој од нас нема ист генетски материјал. Инаку кај пациентката болеста се повторила, повторно е дадено лекување, хемотерапија, најчесто така се оди и доколку резултатите се добри, да си биде спокојна, повторно ќе си продолжи со редовни контроли, треба да свати дека малигните болести се хронични болести, ќе се повторуваат, ќе се даде терапија, луѓето живеат со години така, по 7, по 10 години имаме пациенти кои што во неколку наврати примаат хемотерапија. Слично како луѓе што имаат зголемен крвен притисок. Со одредена терапија се контролира, потоа повторно излегува од контрола, па се минува терапијата. Исто така и кај некои болести што не се малигни, како кардиоваскуларните, како последица на хипертензијата, може да настане непосакуван исход од болеста. Значи, така треба да ги сватат овие болести. Така, ајде уште еден гледач на линија имаме да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до студиото и до вашата докторка. Благодарам. Сакам да прашам, јас во 2016 правев колоноскопија, со тоа што на микроскопскиот наод, ако може да прочитам. Мислам дека нема да имаме време да читате науди, ќе ве замолам ако може конкретно прашање да поставите во интерес на времето, бидејќи завршуваме за некоја минута. Тубуларен аденом на дебело црево, делови од тубуларен аденом на дебело црево, кој на површината и во жлезите е облажен со повисок до понизок муцин. Простудирачки епител од интестинален тип, во кој дифузно присутни се диспластични промени на епителот од лесен степен. Сега, дали јас имам 44 години, тоа е полип, микроаденом во ректум. Да. Така. Тоа треба, значи, во договор со гастроентерохепатологот, каде што одите на
консултации, на прегледи, да се договорите, тој најдобре ја следи вашата состојба, гледа, значи, го гледа наодот, во тек на испитувањето го гледа наодот што го добил од патологот и најдобар совет може да ви даде дали ќе продолжите само со почести контроли или е потребно да се направи некаква дополнителна интервенција. Кои се нуспојавите од радиотерапијата и на кој начин може да се ублажат последиците од неа? Така. Зависно, несаканите ефекти пред се зависат од регијата која што е изложена на радиотерапија. Ако се зрачат тумори на мозок, да речеме, еден од несаканите ефекти е паѓањето на косата. Ако се зрачат тумори на глава и врат, најчесто тука бидејќи се наоѓаат устата, значи устната празнина, надолу хранопроводот, може да има потешкоти со голтањето, воспаление во устната празнина и слично. Сувост, така е, бидејќи се засегнати плунковните жлезди, примаат одредена доза, па се намалува лачењето на плунката и устата е сува. Ако се зрачи дојката, може да се зацрвени кожата, ако се зрачи ректум или завршниот дел на дебело црево, бидејќи дел од цревните виуги примаат одредена доза, може да се јават зачестени течни столици, проливи, зачестени мокрења. Обично, кога почнуваат со третман, пациентите добиваат објаснување што се очекуваните несакани реакции, до кој интензитет е тоа нормално и може сами превентивно да делуваат, а за кој интензитет е потребно да се обратат кај онкологот за да се даде дополнителна терапија. Поглавном, да речеме, кај дојка нега на кожата, значи предзрачен третман да биде убаво истретирана, обична една тоалета, нели да се истушира, да не е масна, и потоа по зрачниот третман може да се нанесе одреден крем, кортико, препорачуваме со цел да се намали таа воспалителна компонента. Кај тумори на глава и врат, често пати плакнење, одржување на добра тоалета на устата и исто така за пушачите многу битно да прекинат со пушењето во тек на зрачниот третман, бидејќи доколку пушат, тогаш тие реакции се уште поинтензивни, да се внимава на начинот на исхрана, екстремно топло, ладно, зачинето, газирано, кисело, значи сите тие вкусови кои што може да доведат и тип на прехранбени продукти што може да доведат до иритација на слузницата, да се избегнуваат. Истото важи и за зрачните третмани кои што го опфаќаат стомакот, да се внимава на начинот на исхрана, да бидат продуктите термички обработени, зеленчукот во вид на супи, да речеме, овошјето да биде печено, печена јаболка, банана да и се слично. внимава на исхраната. И така сосема за крај, значи последното прашање во Телма амбуланта е дали радиотерапијата може да предизвика рак? Од тоа се плашат исто така пациентите кога ќе прочитаат, сепак е зрачна терапија. Така е, да. Значи, самата радиотерапија кога е индицирана, зависи нели од ситуациите. Сега хипотетички разговараме генерално за тоа кога се дава радиотерапија. Е особено осетлива тема радиотерапијата кога се дава на рана возраст. Бидејќи самото ионизирачко зрачење за да предизвика појава на друго малигно заболување, му е потребно доста време. Значи карциногенезата трае 15, 20, па некојаш дури и до 30 години. Затоа ризик постои, да речеме кај млади пациенти кои што се третираат од некои хематолошки заболувања, лимфом и слично, каде што е потребно покрај хемотерапијата да се додаде и зрачна терапија, па се зрачат лимфни жлезди во предел на градната празнина. Ако е жена, да речеме, боледувала од лимфом, зрачена е поради тоа, се зголемува ризикот од појава на карцином на дојката со тек на време, бидејќи таа излекувана преживува после 20-30 години, кај тие пациентки е поголем ризикот. Тие што биле изложени на ионизирачко во однос на тие што не биле. Значи може да представува ризик за појава на втор малигнитет. Доктор Дева, ви благодарам за вашето гостување денеска, навистина едно интересно издание, полно со корисни информации за нашите гледачи и се надевам дека ќе се видиме повторно. И мене ми беше задоволство, ви благодарам на поканата. Ова беше се во денешната емисија, гостинка ни беше доктор Дева Петрова, специјалист онколог, радиотерапевт од приватната болница Аџи-Бадем Систина. Се гледаме секој работен ден од 12:45 на телевизија Телма. До гледање.